Андјушев и Заев ги завија во црно вработените на Еврокомпозитот Прилеп. Помина повеќе од 1,5 година, проблемот со Еврокомпозитот Прилеп се уште не е решен. Над 300 вработени живеат во агонија откако дојде СДСМ на власт, преживувајќи од ден за ден, не знаејќи што ги чека секој нареден ден. Пред повеќе од една година, на 24 октомври лани, Заев се сретна со вработените на Еврокомпозит и им вети исплата на заостанатите плати и трајно решавање на статусот на фирмата. Решение нема до ден денес. Пред само 5 месеци, на 3 јуни оваа година, Андјушев повторно ги излажа вработените на Еврокомпозит, давајќи им лажна надеж дека има заинтересирани инвеститори. Ниту има инвеститори, ниту пак се реши случајот. Проблемот на над 300 вработени во фабриката се уште е реален и горлив. Денес, за жал, погоните не се во функција и се со исклучена струја, а вработените седат дома без работа. СДСМ ги излажаа овие 300 семејства. Андјушев и Заев додека се луксузираат во владата, набавувајќи нови автомобили, јадејќи бадеми и фстаци, добивајќи државни тендери, над 300 семејства од Еврокомпозит немаат плати за да однесат основни намирници за храна дома. Почитувани, премногу е проста ситуацијата. За семејствата на Заев и Андјушев тендери луксус, а за семејствата на вработените во Еврокомпозит глад, сиромаштија и клуч на фабриката. Оваа криминална влада е неспособна и мисли само за личните интереси. СДСМ нема капацитет да ги реши проблемите на граѓаните како што ветуваа. Тие само им отворија нови проблеми. СДСМ си поигрува со болната измачена судбина на напатените вработени во Еврокомпозит. Всушност, СДСМ има проблем за секое решение. Од државата направија хаос, економијата тоне, доживуваме пораст на сите полиња. Затоа, сите заедно на 28 ноември во среда, сите заедно рамо до рамо, во 17 часот се чекаме на плоштад ВМРО и се упатуваме кон владата да го искажеме револтот за целиот хаос што ни се случува во државата. Оваа криминална влада мора да замине во историјата, што побрзо, толку подобро за граѓаните и конечно Република Македонија да тргне напред. Благодарам.